Добро вечер. Во топ тема на ваша страна вечерва гостина лидерот на Алијанса за албанците и кандидат за градоначелник на општина Струга Зједин Села. Неговиот против кандидат од ДУИ, Рамис Мерко, не прифати соочување. Кој сака Алијансата да си одие од владата? Дали личните кандидатури ги натераат двајцата лидери, Касами и Села, да стапат во коалиција за вториот круг на локалните избори? Дали Заев му го заврте грбот на Села за да ја зајакне својата коалиција со ДУИ? Ова се само дел од прашањата што вечерва ќе ги поставиме. Останете со нас. Добро вечер, господине Села, и благодарам што сте дел од топ тема на ваша страна. Не можеме да направиме соочување со вашиот против кандидат Рамис Мерко, тој одби да дојде во студиото и да се соочи. Да, дали до сега воопшто имавте соочување со него? Не, и во првиот круг не се појави во ниедна дебата која ја имавме со други и со другите кандидати, па затоа велам како и секогаш. Да, не ве зачудува што не е тука. Така. Добро, сепак и вие како кандидат, меѓутоа и како лидер на Алијансата, има многу поводи за вечерашното интервју и сите овие работи што се случува во изминативе денови. Па уште на почеток би сакала да ја расчистиме мистеријата, или ако на некој му е нејасно. Имаше шпекулации дека излегувате од владата и од коалицијата, но веднаш вашата партија и вие рековте дека тоа се шпекулации од ДУИ. Дали излегувате од владата или не излегувате од владата? Сега стоиме во ставот дека се тие шпекулации дел од пропагандата на ДУИ. Ова го имаше и на првиот круг на избори, не само во вториот круг на избори. Цело време шпекулират, дезинформираат дека наводно ние не сме веќе дел од коалицијата, владината коалиција. Тоа е со цел за да ги уплашат гласачите. Веќе јасни се на сите неговите ставови и на каков начин тие водат кампања. Сака да ги уплашат, да ги уценат гласачите и граѓаните и на таков начин се обидува да постигнат некој подобар резултат. Значи, тоа се дел од шпекулациите, ова се локални избори и ниту сме имале како коалиционен партнер некаква дебата околу ова тема. Да, вие рековте, тоа се шпекулации и ние во владата сме главни носители на реформите, што таа ги прави и сме гарант за реформите. Се сметате себе си како единствена партија на албанците која е во владината коалиција, која ќе застане на она што е зацртано со платформата и она што сте го гарантирале пред изборите, било да се парламентарни или локални. Па така е. Имајќи предвид дека ДУИ е делот во владата како дел од стариот режим кој требаше да се замине, нели? Тие не можат на никаков начин да бидат носители на некакви си реформи. Тие треба уште да одговарат за сите криминали кои беа направени. Режимот се состоеше од две коалициони партнери и тоа веќе е јасно на сите граѓани во Република Македонија. Значи, од една страна беше ВМРО ДПМН, од друга страна беше ДУИ. Нели? Со јасни поделени зони на владење, како што и наликуваше на, не знам, на мафијашки организации кои делят квартови по големите градови, нели, зони на интереси. На таков начин беше поделена Македонија. И мислам дека ако сакаме да направиме вистински реформи, треба секој да одговара, а не да им се дава поддршка на истите политички актери кои беа дел од прислушкувањата, кои треба да одговарат пред законите, кои имат секој од нив над 10 кривични пријави кои им стои, нели, во основните јавни обвинителства по градовите, нели, и не може да се прикријат само со едно ливче дека ево специјалното обвинителство не води истрага кон нив. Рековте поддршка, меѓутоа поддршка ја дава особено деновиве лидерот на СДСМ и премиерот Заев. Тој дури оди во кампањата практично со ДУИ, во Гостивар, во Струга, во Тетово.
каде што отворено застанува зад кандидатите на ДУИ. Па од тука се наметнува прашањето. Заев не ги демантираше шпекулациите на ДУИ, како што вие ги нарековте. Вели, но кога вие кажавте дека не излегувате од влада, рече дека е среќен дека ќе останете во владата. Но никогаш не кажа дека тоа се шпекулации, со тоа што рече дека е среќен што ќе останете, како да верувал па дека ќе верувал во тие шпекулации. Дали Заев лично ве побар да ве праша? Сила што се случува со се тоа? Јас ви реков дека не сме имале разговор околу ова тема, нели? Фактот што вие тврдите дека Заев се појавува и води кампања за градоначалници кои се на втор круг сега на ДУИ, тоа е во спротивност од препораките на Прибе, нели? И многу други препораки за кои се залага ова власт. И мислам дека премиерот треба да пази како вид кампања и кај се појавува за да прави кампања. Значи, не сме разговарале околу ова тема, бидејќи и нема причина зашто да разговараме. Ние немаме зацртано како заеднички цели во праење на ова мнозинство локални избори. Так. И плюс тоа, на Заев му се јасни многу едни работи, тој што одбегаваше да седнеме на маса за да се договараме и за локални избори, не беше Зијадин Села, него беше Али Амети. И јас во мојата политичка кариера и како човек знам да бидам коректен, човек од збор и да стојам до моите зборови и не одбегавам соочување било со коалициони партнери, било со противници. Рековте до средба не дојде пред локалните избори заедничка помеѓу коалиционите партнери кои сте во врска со оваа тема. Со оваа тема. И тоа по вина од Али Амети, тој избегаваш. Да, меѓутоа пак повторно ќе се вратам на Заев и неговата отворена поддршка кон ДУИ. Од една страна, кога му требавте за создавање на парламентарното мнозинство, тој беше отворен за соработка. Од друга страна, во локалната власт сега дава отворена поддршка на ДУИ, а се уште е во коалиција со вас. Тоа ми личи мене како да ви завртел грб, како да не сака и понатаму да соработува или не му е важно како утре задутре ќе гласате вие во парламентот. Дури да не излезете од владата, може да се случи да не дадете поддршка на одредени закони. Или тоа ваше мнозинство, тоа што го креира со вас, да не биде функционално. Затоа реков, зборував за себе. Јас знам да бидам коректен како политичар и да се држам до мојот збор, нели? А што се однесува сега на другите, тие сами треба да одговорат, и во случајот Заев. И многу ми е смешно дека, и не е баш смешно, нели? Излегува во гостивар, тоа е болно, не е смешно. Вели дека со крената глава, со неколку лузни на лицето, би барам поддршка за Невзат Бејто. А не знам дали беше свесен кога рече ова дека Зијадин Села, неговиот коалиционен партнер, има неколку лузни не во лицето, него внатре во мозокот, што уште пострашно од неговите лузни кои ги има во лицето. И мислам дека човечки, можда политички, неговото однесување е окей, него човечки не е окей. Да, се чувствувате и како човек навреден или повреден затоа што се најдовте во една ситуација кај што бевте најголема жртва на 27. Хипотетички, каде ќе беше денеска Заев ако Зијадин Села не му ја даваше поддршката? Сигурно ќе беше в затвор. Од страна на режимот, нели? Благодарение на вас, практично го направи парламентарното мнозинство. На сите што дава, сега не сакам ја сите заслуги да ги земам за себе, нели? Него дента кога се на 27 април све што се случуваше во собранието и изборот на новиот председател на собранието и така натаму, јас беше 61-виот пратеник кој гласаше за тоа. Не беше тука Али Амети присутен дента, нели? Да, практично останавте во собранието до крај, заедно со него во салата. На беса пратениците излегоа, Ахмети не беше таму и го понесавте најголемиот товар, односно напад вечерта. Ајде, кога сме веќе кај тоа, дали сте задоволени од досегашната истрага и дали сметате дека треба да се направи повеќе? Јас мислам дека треба многу повеќе да се направи воопшто за реформите. Не зборувам за себе сега, за што се направи на 27 април. Зборувам дека многу повеќе треба да се направи за реформите во правосудниот систем.
споро и многу бавно оди целиот тој процес и се плашам и секогаш сум се плашил дека постои можно да се премине од ВМРО-изирано судство во СДСМ-изирано судство. Тоа никако не треба да го дозволиме ние како општество да се случи. Ние треба да градиме многу подобра имина за нашите деца тука во Македонија. А тоа почнува со правосудниот систем. Мора да градиме независно судство, непартиско судство и само во тој случај ќе бидеме горди дека сме направиле вистински реформи. Уште има време, треба нормално дека новата влада да им се остави уште малку време, значи тој е процес. Не може одма да се направи, за да се направат овие реформи и зато ние рековме дека ние ќе бидеме и на некој начин сме и предводници на реформите. Не се плашиме јавно да го кажеме нашето мислење, јавно да зборуваме и за проблеми кои и лоши феномени кои оваа влада ги прави, иако сме дел од владата, од владината коалиција. Тука ќе бидеме за интерес на граѓаните, а повеќе на интерес на малите генерации кои треба и треба да имат една идина многу поуба од сегашноста која ние сега имаме. Да се вратиме на локалните избори. Во првиот круг во Струга, онаму каде што вие сте кандидат повторно за градоначалник, токму во ова студија ги следавме резултатите. Првите резултати што ги добивавме беа дека во водство е Зијадин Села, зад него е кандидатот на СДСМ. И ние предпоставувавме дека е можно да влезете во вториот круг вие со кандидатот на СДСМ. Но се случи нешто. Вечерта заврши со тоа што влеговте вие и Рамис Мерко од ДУИ во трката за градоначалник. Има ли нешто што се случи што јавноста не го знае? Или верувате, или дека СДСМ направила некаков подвиг, потек, неофицијално, бидејќи официјално ништо немаме, за да се случи ваквата промена? Сега, за тоа требаше да биде присутен тука господинот Мерко и тој да дава одговор на ова прашање. И нашите информациите кои беа на нашиот штаб, кога ги собиравме резултатите, беа истите информации кои вие сте ги имали. И плюс јас имам дадено изјава дека веќе поминав на втор круг и на новинарско прашање кој е вториот, јас реков дека е господинот Ашталковски. И тие беа првичните резултати. Што се случи? Најверојатно нешто се случи. Од сондажите кои беа правени цело време за време на првиот циклус на избори, Мерко беше не втор, него четврт кандидат на листа. Значи, според анкетите што беа направени. Тој беше четврт во Струга. И сега како излезе? За 1 сат. Резултатите се смени од 10 до 11. И баравме информации што се случи и ние, добивме одговор дека на СДС им паднал системот. Јас можев да ги собирам сите резултати со 2 млади момчиња тука во штабот, а замисли на партија која е на власт им паднал системот. Паднало изгледа нешто друго. И по паѓањето на системот се сменија резултатите? Значи, паднало манипулација на изборите, за да излезе овој резултат кој излезе. Не знам сега која е причината, зошто ова се направи. Се надевам дека не се работи за некое сценарио лошо за Струга и за стружани, бидејќи во тој случај одговорноста ќе го сноси владата и ќе го сносат баш носители, првиот носител на владата што е премиерот. Кога ви се случи ова во Струга, зашто не можеме да тврдиме, меѓутоа факт е дека велите нешто се случило, дали тоа е првиот показател дека Заев ви го врти грбот и дали жалите, и сега после оваа отворена поддршка, дека воопшто му дадовте поддршка за формирање на влада? Ние зборувавме за тоа дека бевте клучни, дека на 61-виот пратеник кој што гласаше и сето тоа, меѓутоа како човек ве прашувам, не како политичар, дали жалите за такво нешто? Не жалам. И сега не можам да тврдам дека ова е направено директно со директива на Заев. Можда некој втор или трет во партијата негова, или можда со негова директива, тоа точно не знам.
ама дека имала манипулација дека Мерко ги изгуби изборите во Струга, ги изгуби. Значи тоа е повеќе од јасно и во Струга јасно е таа работа. Дали жалам што имам дадено поддршка на Заев? Јас немам дадено поддршка на одредено лице Заев. Имам дадено поддршка на нов начин на владење, на реформска влада, на реформи во општеството и затоа не жалам. И ќе продолжам да давам секогаш поддршка на све што е ново, на све што е авангардно и на све што ќе донесува просперитет и прогрес во ова општество. Дали значи тоа дека би дале поддршка на проширување на парламентарното мнозинство, затоа што Заев во изјава најави дека парламентарното мнозинство може да се зголеми и со нови опозицијски партии. Ние веднаш тоа претолкувавме дека не е исклучено ДПА да влезе во владата, а веќе еден пратеник од ГРОМ и излезе како независен пратеник. Што во тој случај? Јас секогаш сум бил за проширување на владата и да бидат вклучени уште повеќе политички партии тука, и тоа Заев го знае Јамет. Тој што е биден против е друг партнер во владата, што не е Заев, нели? Сега со такви тврдења дека треба да влезе во влада и Тачи, и Амети е тука, па нека го викне и Груевски, и сега тоа ќе биде, не знам, голема реформска влада, нели? Мислам дека имат нови сили во држава кои се способни за да прават реформи, да стојат зад реформите. Има нови политички партии кои зошто да не бидат дел од мнозинството, како што е примерот и со движењето БЕС, нели? Дали значи дека тие би можеле да влезат во владата со оглед на тоа што сега сте со Касами во соработка и коалиција? Јас секогаш сум бил за варијантата БЕС да биде дел од владата, бидејќи тие и дадоа поддршка и подписи за да Зоран Заев го добива мандатот од страна на претседателот Иванов во времето, нели? И секогаш јас сум мислел дека и тие ќе бидат дел од влада, па зошто да не? Имате отворени навестувања од Касами за такво нешто, бидејќи се гледат и на дневно ниво сега? Јас не сум, не. Зборуваме сега со него, сме во контакт за локалните избори и не ова прашањето. И плюс тоа јас не сум премиер на владата за да јас се земам за право да поканам некого на владата. Има премиер владата и нормално тој има право да си презема и да преговара и договара коалиционирање, не знам, со било кој, со кого тој мисли дека треба да коалиционира, ама треба да има предвид дека една работа, како што имало криминал и криминалци, политички криминал да зборувам, и друг вид на криминал кај македонците, таков криминал имало и кај албанците. Политички криминал. И сега, неговиот пристап никако не треба да биде да се казнуват и да завршат зад решетки македонци кои работеле против законски политички фигури, нели? И функционери, а од друга страна да биде заштитен делот од албанскиот криминал. Криминалот е криминал, нема етничка припадност и треба да заврши в затвор, без разлика кој. Веќе спомнавме дека сте во соработка со БЕСА, направивте коалиција. Критичарите велат дека оваа коалиција настанала за да се ги зајакнете како лидери позициите, затоа што сте кандидати за градоначалници. И вие со Касами, тој за Тетово, вие за Струга, како и подпредседателите Таравари за Кирија и Брими. Па сега логично ми е прашањето, дали би имале ваква коалиција доколку на вашите места не бевте вие, беа некои други луѓе? Дали е точно можеби и тоа тврдење дека Касами и Села сакаат да направат и коалиција ако треба само за да останувањето на градоначалник функцијата го зацврстува или останувате и на лидерското место во партијата? Па тенденциозни се тие тврдења и анализи кои ги прават аналитичари. Само ако го гледате резултатот во Струга, колку имат движењето БЕСА таму постигнато резултат. Има негде само 1000 гласови, мислам. Ќе утврдите дека не се работи лично за моја позиција, дека јас сакам да ја зачувам мојата позиција како градоначалник на Струга. Напротив, јас знаев и се занимавам со политика дека ваквиот чекор наш и правење на коалиција уште повеќе ќе ми ги комплицира мене лично работите во Струга.
Ама јас сум лидер на партија. И јас ова коалиција повеќе ја направи бидејќи тоа беше како прва пораката на граѓаните кои гласа во 15 октомври. Ние сме на втор круг на избори во Гостивар, во Дебар, во Боговиње, во Врапчиште и во Струга против кандидати ни се од ДУИ. Нели? Од друга страна Тетово, Чаир, не знам, Теарце, Желино, Липково, можда и сега некој не спомнав, пак се ДУИ со кандидати на БЕС. И сега, каде е логиката? Ние да даваме поддршка на коалиционен партнер во владата, во Чаир, во Тетово и сегде, а тие после да не победат нас во Струга, Гостивар и другите општини. Нели? И сега, ова баш затоа велам, тоа беше волја на граѓаните. Граѓаните одлучија така и нам ни е дозволено на вториот круг да даваме поддршка во некои општини и да добиваме поддршка во други општини. Нели? А никако не е, целта не било никогаш, заради тоа што јас сум председател на партијата и заради тоа. Напротив, самиот факт што сум председател на партијата, повеќе ова, како прво, значи, беше волјата на граѓаните на 15 октомври, како второ, јас сум председател на партијата и моите кандидати кои се истакнати, не се истакнати за да ги изгорам, него за да бидат избрани како градоначалници. Ако некој треба да биде изгорен, подобро да бидам јас, него да бидат другите. Зошто оваа коалиција не ја направивте пред парламентарните избори? Сме имале разговори. Сме седнале и не постигнавме договор. Бара тие повеќе места во власта наспроти вас или? Епа сега, се знае како се прават преговорите. Од друга страна, убаво што испадна вака, сите ние да излеземе да гледаме колкава ни е политичката моќ на секоја партија, дечи ни треба. И Алијансата за албанците и Движењето БЕСА се нови политички партии, па ни требат да си ги знаеме колку тежиме, за да можда и во иднина ќе имаме коалиција. Сепак, како функционира сега на локално ниво оваа коалиција? Затоа што во претходната изборна кампања, зборам за парламентарните, имаше обвинување и од БЕСА кон Алијанса и од Алијанса кон БЕСА. Тогаш беше војна и помеѓу порталите на албански јазик, например, едните пишуваа за вас дека не сте верник, вие пак или блиските до вас пишуваа дека тие се финансирани од сомнителни пари од Исток, дека отвори една таква телевизија и слично. И сега како после сето тоа функционирате? Еве денеска бевте во Тетово заедно со Касами, видов во живо имавте од плоштадот во Тетово, како шетате таму, како имате средба со граѓани и слично. Мислам дека добро функционира. Коалицијата за втор круг избори добро функционира. Нашите активисти ги видов денеска дека сите се заангажирани за да придонесат и да донесат гласови за кандидатурата на Билал Касами. Така е, колку што ги следам и колку што ми информира и шефот на штабот на нашата партија, функционира сегде, од Липково па се до Струга. Добро функционира коалицијата, да. Меѓутоа, градовите како што се и Гостивар, и Струга, и Тетово, каде што има македонско население, многу се битни гласовите на македонците, секако на турците, на ромите и на сите останати што живеат таму. Кога веќе Заев така отворено застана зад кандидатите на ДУИ и оди со нив во кампањата, верувам дека пак има граѓани кои што не се задоволни од некои од градоначалниците на ДУИ, да речеме, од Мерко или Арифе и слично. Како ќе ги добиете тие македонски гласови, со оглед на тоа што ниту БЕСА, ниту вие не можете отворено да коалицирате со ВМРО ДПМНЕ? Или дали пак неофицијално сте имале разговори на оваа тема? Не. Оти во политиката гласот е глас. Сега, овие гледам јас дека се обидуваат ДУИ и СДС математички да ги поврзат работите. Значи, 1 и 1 се 2 и така натаму. И има обвинувања дека фактот што ние имаме коалиција со БЕСА, а БЕСА наводно скришум имала коалиција со ВМРО, тоа значи дека Алијансата има коалиција со ВМРО. По таква логика, СДС има коалиција со ДУИ, ДУИ беше во коалиција со ВМРО, СДС е во коалиција со ВМРО, нели? Сега не стои нешто по таа математика. Мислам дека, имајќи предвид све што се случи и каква кампања се водеше против мене, нели? Мислам дека уште немат
не се созреани околностите за да имат таква директна коалиција помеѓу нас и ВМРО. А кандидатите за градоначалници многу им е јасно кажано, имајќи предвид дека јас сум председател на партијата, кандидат за градоначалник пак на општина Струга за втор мандат и со искуство на градоначалник. Дека градоначалниците се кандидати на некоја партија, ама од моментот кога ќе се избират се татковци или градоначалници на сите граѓани. Без разлика на етничката припадност, верската и така натаму и политичката припадност. Јас сум знаел така да бидам градоначалник за сите граѓани во Струга и верувам дека и моите кандидатите на нашата партија такви градоначалници ќе станат и имат насоки да барат гласови од сите граѓани. И верувам дека ќе ги гласат сите граѓани без разлика на етничката припадност. Велите дека без разлика на етничката припадност може македонци по инерција за да му се одмаздат на СДСМ или ДУИ, зборамо ние што се провомаро ќе гласат за вас? Јас би сакал да гласат не за инат на некого или него да гласат за. Затоа што нашите кандидати вистина вредат и нашите кандидати имат вистинска програма и реална програма. Меѓутоа, како ќе коалицирате во Советот? Вие сега го имате Советот во Струга. Да. Како ќе коалицирате таму? Тоа во зависност... Тоа е многу на интересно прашање. Добро сега, коалициите во Советот тоа од кога ќе заврши вториот циклус на избори, тогаш се решава. Така, значи за оглед на тоа што сега биете битка со ДУИ, прашање дали воопшто ќе можете со нив да се договарате во Советот. СДСМ застана за ДУИ, дали и со нив ќе можете. Пак ВМРО не е посакуван партнер на албанците во моментов и тука е прашањето како вие ќе се сноѓете во Советот. Кога завршуваат изборите, за среќа се заборават кампањите и све почнува одново. Тогаш ќе се прави мнозинството. И за пауза за реклами продолжуваме со интервјуто. Продолжуваме со интервјуто на претседателот на Алијансата на албанците за едни села и кандидат за градоначалник на општина Струга. Да подсетам дека беше поканет и кандидатот на ДУИ Рамис Мерко, меѓутоа тој не се одзва на нашата покана воопшто. Да ве вратам малце назад во времето, кога зборувавме сега за проширувањата во коалицијата, ја спомнав и ДПА, дали сега заради локалните избори или воопшто сте имале контакти со оваа партија и дали е можно да се соедините? Не, за волја на вистината не сме имале никакви контакти. И мислам дека соединување со ДПА, јас ја повикувам членството на ДПА да стане дел од Алијансата за албанците, бидејќи веќе не остана таму што да се соедини. ДПА тешко изгуби во овие избори, вкупниот број на гласачи кои тие го имат негде 15 или 16 илјади гласачи. Толку. И сега јас го повикувам дека тоа членство од ДПА што останало да биде дел од Алијансата за албанците. Нивниот адут е студеничен и сега чинам, дали е можно таму вие да ги поддржите? Да, ама без разлика. Најверојатно ќе добие поддршка наша таму. Нивниот адут од нашите гласачи, не дека јас како председател на партија... Природно е да пак припаднат гласовите на Алијанса, не на ДУИ, да речеме. Так. Нашите гласачи сигурно ќе го поддржат таму и редно е, значи тоа членство што останало да биде дел од Алијансата за албанците и да прекинат политички игри кои можда нивниот председател се обидува да ги направи сега. Меѓутоа има 4000 гласови во Титова на ДПА, сепак не се малце тоа гласови. Ама од 7000 на пола е, од 7000 има негде во парламентарните избори, сега од 7000 не зборувам и за овие избори би биле битни за вашата коалиција со БЕСА. Може да, и тие 4000 гласови. Не знам сега кој е нивниот став, иако има, мислам дека има договор со ДУИ да го поддржат кандидатот на ДУИ таму. Ама нема да им успее, бидејќи гласачи на ДПА не би гласале за кандидат на ДУИ.
Да. Сега, затоа велам, многу е природно тие да бидат припоени, да бидат дел од Алијансата за албанците, ја искористувам можноста за да им праќам јавен повик. Па добро, со тоа што кажа дека на претходните избори кога се БЕСА го имаше својот резултат дека ќе дадат војднина поддршка на од луѓето на БЕСА, а сега сте на локално ниво во коалиција со БЕСА, ете пак сте некако сите заедно директно или индиректно. Кога станува збор за коалициите, направивте нова коалиција. Иако таа коалиција може да се нарече дека е различна како исток и запад. Некои така ја нарекуваат дали коалицијата БЕСА и Алијансата. Меѓутоа, една од партиите која е коалиција... Кој е западот, кој е истокот? Па истокот, ако сте ги обвиниле БЕСА дека взимаат пари од истокот... Не. Драго ми е што ние сме запад. Па сте во струга на запад. Да, значи, една од партиите која со вас во коалиција, тоа е коалицијата Унитети и партијата на Весели. Вчера видов дека имаат соопштение и ве обвинуваат дека уште не сте ја развеле претходната коалиција, вие веќе идете во нова коалиција. Што се случува со вашите коалициони партнери, бар до сегашни? Значи ја немате последната информација што ова се случува. Ова е вчера соопштение официјално на таа партија. Па добро, треба да им биде срам како прво. Затоа ви велам немате информации. Ние не сме заедно во коалиција со Унитети и со НДП од Весел Мемети. Весел Мемети, извинете. Добро, ред. Имавме договор пред изборите 2016 дека после изборите овие три партии ќе се соединат во една партија што ќе се вика Алијанса за албанците. Како што беше и коалицијата наречена. И после изборите седнавме и се договоривме за да направиме партија заедничка која ќе се вика Алијанса за албанците. Весел Мемети побара до крајот на февруари да направи конгрес. И ние му дадовме време за да направи конгрес и после излезе со тоа дека не би било убаво за да имаме да се соединиме во една партија и не знам што. Ние почнавме со процедура за правење партија, бидејќи така се договоривме и од тој момент, негде од, мислам дека беше од мај месец негде, веќе ние немаме никаква коалиција со Унитети и со НДП. Сега, неговите изјави се изјави кои се не знам дали се од ДУИ или се од Унитети и од НДП. Ја знаев колку тежи Весел Мемети и пред изборите 2016. Знаев и сега колку ќе тежи. Сега човекот доби вкупно 1600 гласови. Нели? И заедно со Унитети. Излегува со исти бој, со исто име на избори и ни уништија илјадници гласови по Гостивар, по Тетова и така натаму. И Скопје каде што конкурира. И мислам дека вистина треба да им биде срам за тоа и уште не престануваат. Так. Сега јас го прашувам јавно. Со каков морал господинот Мемети држи пратеничко место, држи министер во владата, а има само 1500 гласови? Значи ли... Пред да се занимава со обвинења, треба да седне и да дава оставка, бидејќи со 1500 гласови ниту бива пратеник, ниту имаш министр. Значи, тој е пратеник со гласовите на Алијансата за албанците во времето движење за реформи. Ја знаев дека има 1500 гласови уште и тогаш, ама не беше тоа целта и поентата. Сакав да направиме една коалиција за време на парламентарните избори и да давам порака дека ние сме за соединување на сили за да направиме нешто ново, убаво и старите политички партии да си заминат од сцена. Какви се односите со останатите ваши коалициони партнери на Алијансата? Алијанса за албанците сега е политичка партија. Значи нема, да, сето што е правено е правено пред изборите. Ова по логика на памтите едно време на Груевски кога правеше партии сателити? СДСМ, СДМС и такви имиња еднакви. Велите дека овие се такви партии? Истата работа ја направија овој циклус на избори, излегувајќи со иста коалиција, со исто име, со исти бој, нели? Само бројката се разликуваше. Ние имавме можност, бидејќи веќе логото и го имаме брендирано, за да ги тргнеме од да не бидат во избирачкиот список, ама во последен момент реков не. Нека си седат,
Да ми ја видите нека се силата? соочи колку имат сила, за да после ако беа тргнати ќе велја ако ние бевме во списокот ќе победевме. Јас сакав да им ја видам силата и убаво што се случи вака. И сега треба да престанат вече. Јас не сум се занимавал со нив, ова е прв пат, нели? Што Премногу е прашувам. свежо, вчера беше тоа вакво. Ама имаше неколку настави. Да. Господина Села, што ако изгубите во Струга? Вие како кандидат, дали тоа значи дека одговорност ќе понесувате и на лидерската позиција или пак ќе се обидете и понатаму алијансата да и ги зацврстите шансите на некои следни избори? Па сега, јас нема да изгубам како прво. Ќе победам. Како второ, сите велат дека партискиот надпревар, нели, на избори заврши со првиот циклус на избори. Така ли? Според таа логика јас победи во Струга. И како советничка листа, како партија, и како кандидат за градоначалник. Победив на 15 октомври. И тоа со разлика од 2000 гласачи. И во едното и во друго. Со покачување на бројот на гласови дупло повеќе од колку што имавме и на парламентарните избори. Нели? Сега, во случај хипотетички ако изгубам јас, од кого ќе изгубам? Од вашите коалициони партнери во владата? Ама од кого сега? Од ДУИ, СДС, од сите. Значи, хипотетички, ако јас изгубам, ако победам, дали ќе сносат оставка Амети и Заев? Па очигледно дека е прашање што би им го поставили. Треба и тие тогаш да. И не знам кој други се они. Ова се само хипотези сега за сега. Па затоа велам, ова е втор круг на избори. Јас нема да изгубам. Ќе победам во Струга. И ќе продолжам со водење на партијата, како лидер на Алијансата за албанците. Ние сме единствена партија кај албанскиот политички блок кој имаме покачување од негде 16 или 17 илјади гласови, кај и продолжуваме со трендот на расте. Да, овие избори покажаа дека вие сте партија така. која има најголем раст за разлика од БЕСА која имаше опаѓање. И ДУИ беше тука на исто ниво. Да. Она што многу време се вртеше во јавноста кога Таравари го кандидиравте за кандидат за градоначалник во Гостивар беше тезата дека ете Села го жртвува министерот кој носи успех. Дали го жртвувате? Дали ви пречеше неговата популарност и целиот тој пиар околу него што се направи? Никако. Јас ви дадов одговор претходно дека јас направив коалиција со БЕСА, иако знаејќи дека за Струга не ми носи можда некои многу резултати, а од друга страна ми ја комплицира работата со коалиционите партнери, баш заради Таравари и другите кои ми се во на листиве и кои се на втор круг. Така. Нели? И ви реков дека јас сум од оние лидери кои се жртвува за членството и не од оние лидери кои жртвува некого за негови интереси. Значи, слушнав таква информација дека кружи, дека е тоа. Јас на ниеден момент му немам речено на Таравари да излезе да се кандидира. Тоа беше негова одлука, за волја на вистината, одлука барање на членството долу во Гостивар, и тој даде одговор на потребите на барањата на нашето членство во Гостивар за да излезе како кандидат за општина Гостивар, за да победи во Гостивар. И излезе дека членството било во право, бидејќи Арбен, мојот пријател и генерален секретар на партијата, победи во Гостивар. И ќе победи пак. Да, тешка е битката во вториот круг. Тука повторно зборуваме за гласови кои што се коалицијата ДУИ СДСМ повикот на Заев македонците да гласаат за кандидатот на ДУИ БЕИТА. Зошто е тој повик? И сега повторно тука е клучното прашање како вие македонците ќе ги натирате да гласаат за Таравари кој што е симпатичен кај македонските
гласачи, може да се Така. каже, кој што кај албанските во една анкета што ја имавме ние излезе дека е најпопуларен министер меѓу Дури најпопуларните од премиерот. министри. Па не знам, меѓутоа ќе ве вратам и на вашите изјави и подосна сакам повеќе да разговарам за тие изјави, како вие пак сега ќе ги натерате македонците да гласате кога имавте изјави, например, не знам, дека Македонија треба да биде кантонално уредена, македонците не постоеле пред 100 години, дека треба да се запали парламентот сега, не знам колку од ова се, дека треба да се, потоа викавте дека треба да се чува унитарниот карактер, ретериравте од кога дојавте на власт, меѓутоа имавте на вистина екстремни изјави и сега ние ако зборуваме дека Груевски фрапантно се оддалечи од гласачите албанци, вие тоа го направивте во таа кампања од македонските гласачи. Толку многу се одделивте со овие ваши изјави, како сега мислите да ги придобиете? Не, јас не мислам дека се тие изјави со кои се оддалечувам и дека се насочени против некој народ тука. 100 пати го имам повторено. Мислам дека Па наседна... дека не сме постоеле пред 100 години, не е дека не навредува. Вие сте наседнале сега на целава кампања што ја водеше ВМРО ДПМН пред да се случи 27 април. Тоа беше кампања против мене насочена, имајќи предвид дека јас го правев 61-иот број во собранието, нели? И сега, врска со тие изјави, не е баш така, тоа е извадено од контекст. Друго е не постоеле пред 100 години, друго е во регистрација која е направена пред 100 години, бидејќи ниту јас сум живеел пред 100 години па да знам дали постоеле или не постоеле, во регистрација која е направена тогаш од Турската империја, како графа на народи, македонците не постоеле. Тоа е во моја изјава, тоа се историски факти. Јас не го Добро, кажувам за историјата тоа. треба многу да дебатираме тука и за фактите. Сега кога влегуваш, кога во точни? контекст на историјата, кога се кажува нешто и Мислите- тука е кажано тука. Сега, Мислите ли дека кој е Македонија моје- треба кој е- да кој е- биде кантонално уредена се уште? ќе одговорам на тоа. Кој е моето мислење во врска со народите? Со сите народи. Јас не велам дека народите се родени од Господа. Стануваат како резултат на политички случувања, нели? И сите народи се раѓаат. Нели? И секој има право да се чувствува како што тој сака. Нели? Јас не го негирам постоењето на ниеден народ. Го почитувам правото на секој индивидуалец да се чувствува како што тој сака. Нели? И јас тоа го почитувам. И тоа го имам повторено секогаш, како политичар. Друго е сега кампањите кои се водат против мене и сега, во овој момент, кога во делат памфлети по македонски села со долу со надписи излези и казнувај го овој монструм. Јас сум бил монструмот. Веќе не знам, некаде сум рекол дека македонците се варвари, канибали и такви работи. Тоа ми беше следно прашање. Добре, ево јас ќе ви одговорам. Не е вистина. Не сте изјавиле такво нешто? Не. Значи, во емисија во Албанија, затоа ако гледате сечено е изјавата, нели? Сте го употребиле зборот канибали? Не. Ниту сум го употребил тој збор. Во емисија во Албанија хипотетички имаше прашање од новинари, јас не знам вие сега, може хипотетички да ме прашувате, што ако јас во послушувањата на 27 април бев мртов и одгоре од небо што би им препорачал, не знам, на фамилијата, на политичарите, и едно од прашањето беше на тие што ме нападнаа. Јас тука велам дека би им препорачал дека се тие варвари кои ме нападнаа мене. А канибали ниту сум спомнал збор канибал и така. И сега, што да им кажам на тие што ме нападнаа? Каков збор да, а не се однесува тоа на народот, на тие Велите што дека извадено од контекст и дека варвари се однесуваше само на вашите. Само на тие што ме нападна и што друго треба да им кажам. Рековте дека Македонија треба да биде кантонално уредена, за потоа да велите дека не е спорно дека треба да се зачува унитарност. И тоа кантонално уредена Македонија против кого е насочена? Тоа не ми е јасно. Против унитарноста на државата, спротивно е од унитарна држава. Дури и вие самите потоа не инсистиравте на такво нешто. Зошто тоа треба да биде табу тема? Не велам дека треба да биде табу тема, ама во време кога Која држава е кантонална држава?
Вие се уште го застапувате тој став дека треба да биде Македонија кантонално уредена? Јас И тоа мислам- за тоа ќе се застапувате во владата? Јас не сум рекол дека треба кантонално да биде уредена државата. Јас сум рекол дека Македонија треба да има вистинска децентрализација. И сега кога зборуваме за локалните избори и за успесите на граначалниците, јас секогаш велам дека не може да биде успешен ни еден граначалник во Република Македонија, бидејќи неуспешен е процесот на децентрализација во Република Македонија. Ние треба да Апсолутно не имаме е спорно дека треба да ние има треба да имаме успешна- вистинска децентрализација. Ние треба буџетот да биде поделен по локална линија и сите даноци што ги плаќат консуматорите, граѓаните во нивните општини, треба даноците да останат во општините и општините да ја финансира централната власт колку што е потребно. Видете, тоа никој не го спори. И сега во мене Сега, ми тоа звучите различно пред парламентарните избори, во обид да се допаднете колку можете повеќе Не, на не, албанците не. и како гласачи, а сега со оглед на тоа дека ви зборувајќи- требаат гласови на македонците, Не е сте тоа, многу не е тоа. помек. Ама А инаку затоа никој не реков- ја спори децентрализацијата дека Јас- треба да биде јас- успешна. Тоа е и во програмата. Тоа е сега пишувано во нашата програма за вистинска децентрализација за парламентарните избори 2016. Ако сакате да зборуваме за темата кантонизација, за темата федерализација и така натаму, можеме да зборуваме. А друго е ставот на партијата за што ние се залагаме. А јас толку можам да ви кажам. Кантонизација имат една од најразвиените земји во светот. Дали за тоа ќе Нели? ќе го барате тоа во владата кај што сте коалиционен партнер? Ќе се борите за тие права на албанците? Тоа е предмет на одлуки на Конгресот и не само на мене како председател на партија. Јас не сум цар на партијата, него сум председател на Алијансата за албанците и програмата и платформата и статутот се носи во Конгресот на партијата и него носам јас. Ова ве прашувам затоа што е реализирано пак од Тиранската платформа. Долго време ние во ова студио и генерално јавноста се занимаваше со сето тоа, излезе нели беше многу сето тоа страшно. Меѓутоа кога дојде на ред, особено вие како партија на албанците во владата тоа да го имплементирате, што всушност имплементиравте од нејз? Од која платформа? Во Тирана потпишано. Не е Тиранска платформа. Така наречената еве ќе Сега кажам. така наречена. Платформа што ја потпишаа лидерите Тука е- на партиите на тука е- албанците во Тирана да, заедно со Еди Рама, ајде. Не. Тоа е платформа потпишена декларација заедничко на албанските парламентарни политички партии, кои се залагат за меѓусебна поддршка. Јас излегов и го читав овој. Да, има таму точки што ги набројавме. Така. Што од тие точки за е сега имплементирано? меѓусебна поддршка. Така. За тие точки што се наведени И таму. која точка е И имплементирана? сега не знам зошто треба тука да се мешат другите кои не се потписници. Ајде, добро, Како тој балк прво. околу платформата или Добро, декларацијата добро, го во ред. расчистивме, со месеци се занимававме сега, со кои расчистување. точки тука? Една од што е функциите, имплементирано? на пример, една од главните функции на државата да биде албанец како што е председателот на собранието, што е во ред. Нели? И ништо тука не губи Македонија, него уште е побогата. Нели? Со фактот дека една од главните функции е не е македонец, него е од друга етничка заедница. Верувам дека кој ќе се носи буџетот ќе се почитува законот за равномерен регионален развој, бидејќи и тоа стои во платформата. Меѓутоа не е реализирано И тоа не е сега донесено од Еди Рама или од Тирана, него тоа е гласано од ВМРО и од ДУИ. Така. Во 2009 е гласен законот и све што се бара е да се Не, почитува. видете, не ме сваќате погрешно. Јас Да. сега ве прашувам, Не, во тоа ред. што им го ветувавте на гласачите, албанци, што е имплементирано? И сега законот за јазици се чека за да се имплементира. Не е имплементирано Сега тој. после избор. Па добро, сега Не, ова беше се блокирано. прашања за сите тие Не, што ја потпишале платформата, не Ред, само за ред, вас, ред. значи тука да се Беше наоѓа и блокирано, Ахмет, исто така го прашам. беше блокирано, значи со говори од страна на пратениците од ВМРО ДПМН, почна изборите и сега нормално дека требаше да се прекине парламентот, собранието и одма после изборите ќе продолжи. Нели? Значи, Друга, ова масата или собирот на албанските политички партии парламентарни кои треба да се исто така е дел од таа декларација. Тоа би било се по изборите. До сега практично Не, тоа функционира внатре помеѓу Помеѓу, албанските политички партии. Иако имат поединци, на пример ДПА учествуваше 2 пати, после ги напушти тие средби. БЕСА уште не е
никогаш не е дојдено во тие средби. Значи и тоа не е натаму. реализирано. Мислам дека ќе профункционира некој ден, бидејќи не знам зошто би имало причина да не функционира. Оти Истата. рековте дека сте вие како Алијанса, и пак ќе се вратам на изјавата, ние сме главни носители на реформите што ги правите и сте гарант за реформите. Верувам дека ова што беа точките од таа декларација се дел од реформите. Гарантирате дека ќе ги спроведете тие реформи, ќе се трудите да ги спроведете? Друга е програмата на владата е друга. Јас ви реков уште на почеток. Декларацијата се однесува на тие што ги подпишуваат за меѓусебна поддршка во овие избори и во наредните избори. Значи немат рок на траење таа декларација. Сега на пример може да се исполни само еден дел. Една точка. А може би во наредни 4 години, да кажеме. Во наредни 4 години ќе се исполни нешто друго. Можда ќе имаме дебата и веќе имаме дебата околу химната. Имаше дебата и со владата на ВМРО и ДУИ, нели, околу грбот. Имаше дебата. Тука се работи само за дебата. Ова се долгорочни нешто. цели практично. Така е, така пишува. И Да преведено и тие што го читат ќе гледат дека се долгорочни цели. Дали мислите дека по овој резултат на изборите ќе се спроведат воредни парламентарни избори, можеби заедно со председателските, ако не и поскоро? И дали вие би поддржале такво нешто? Предвремени. Со овој резултат на избори, мислам дека сега има место за да се држат предвремени парламентарни избори, ама пак тврдам. Заев треба да покаже дека е различен од Груевски од другите. Не треба да само заради фактот што има добри резултати за локални избори, сега одма да оди на парламентарни избори и да личи на ВМРО-ДПМН некога правеше избори секогаш, секои 2 години и ДУИ, нели? Веќе и треба да биде фокусиран на реформите, а не на избори. Ние немаме време за губење. Треба да ги решаваме едни отворени прашања, како што е решавање и проблем со Грција, за да се решава. Македонија треба што побрзо да биде членка од НАТО, да се деблокира процесот на евроинтеграција. И затоа избори би значило дека уште треба да чекаме за реформите во судството, уште треба да чекаме за евроинтегративните процеси и така натаму. И мислам дека не би било умно и не би се разликувало од предходникот, ако оди директно на избори со вакви резултати. Во време на председателските, кои ќе дојдат и председателските избори, тогаш веќе можда и постои можност, бидејќи имајќи предвид дека тие се 2019, секои 5 години, нели? Значи има уште 2 години можност и трошоците би биле помалку, нели, заедно да се држат и двете избори и тогаш веќе има логика за да има заедно и парламентарни и председателски избори. А што се однесува до нас како Алијанса за албанците, ние сме спремни да имаме избори кога и да сакат другите. Не е никаков проблем. Кога сме кај Заев, кога во моментот кога се кандидираше Таравари и беше поставено прашањето дека тој нема да се врати на министерското место, дури ако изгуби на избори. Заев му упати отворена покана дека тој би го вратил во владата. Меѓутоа, тогаш ми призвуче како Заев решава за некој што е од Алијансата. Таа партија има тела партиски, има лидер. Сакав да реагирам, се меша во работата. Реков, ајде, ќе го... Зошто дозволивте да ви се меша во работата? Ти ќе дозволите ли такво нешто? Нема да дозволам такво нешто. Како прво, Таравари таму е министер кој е назначен од нашите партиски тела. И ние ќе одлучуваме дали и каде ќе биде. Нели? Сега е кандидат за граначалник, пак назначен од нашите партиски тела, со негова волја, него мора ние да го поминиме во нашите тела, и ќе биде граначалник. И сега не зависи од Заев дали ќе се врати министер и кој ќе биде вратен како министер. Тогаш погреши, ево се дозволува да греши човек. Му дозволивте една грешка? Да. Ама втората грешка па ви сврте со ДУИ. Друг пат нема да се дозволи. Да, меѓутоа има уште првата грешка е многу поголема. Поголема од ова втората. Од ова. Ова второто е негов избор
Легитимно политичко. Може, да, политички да, реков уште од почеток, политички е многу легитимно, а човечки не е. Да. А првата Човечки грешка не ич му ја не. заборавате. Да, првата, не, дека не му ја заборавам, него не е, мислам дека се опростува првата грешка, ќе го рачунам како еден лапсус негов, нели? А друг пат не треба да се однесува така. Пауза за реклами и продолжуваме со завршница на интервју. Зборувавме пред рекламите за можноста за предвременни парламентарни избори. Дали пак би размислувала Алијансата за коалиција со БЕСА на тие избори со оглед на тоа што сега можеби најдобро знаете кој ви е, нели, непријателот, а со тој што сметавте можеби дека не ви е близок, ќе станете поблиску заради локалните избори. Не, јас не би сакал да зборувам за непријатели, политички противници. Сега, непријатели, кој е тој израз. Дали постои можност ние да коалиционираме со БЕС за време на парламентарни избори? Ако ги има, нели? Нормално дека секоја политичка партија има своја автономија. Нели? И тоа е пак одлука на нашите тела, партиски тела. И мислам, јас сум за да имаме коалиција и за парламентарни избори со движењето БЕСА. И бидејќи бројките покажуваат дека на таков начин ние би биле победничка коалиција кај албанското гласачко тело. И што се однесува до мене како лидерот, како председател на Алијансата за албанците, јас сум за таква коалиција да се случи. За бројките од парламентарните покажа дека имавте реална шанса да направите нешто пресврт на не сакам да се враќам многу назад, и јас и тогаш бев за да имаме коалиција заедно со движењето БЕСА, и тоа беше и причината зашто и имавме коалиција и со другите партии. Јас ви реков дека знаев колку тежи Весел Мемети, знаев колку тежи Гази Мострени, унитетот Гази Мострени, но сакав да давам една јасна порака дека ние сме за коалиции, ние сме за соединувања, за алијанци, за да успееме, нели, да ги победиме изборите и на таков начин да биде исполнето желбата на албанците за да има промени во албанскиот политички кампус. Во суштина демократијата е промена. Кај албанците немојте да заборавајте дека веќе колку имат од 2002 15 години во политичката сцена победник е ДУИ. Тоа не е демократија. Све може да биде, само демократија не е. 15 години во политичка сцена една политичка партија, колку и да е либерална и прогресивна и демократска или не знам како, за 15 години се развиват луѓе кои влегуваат во корупција, под лабок криминал, и затоа во суштина демократијата е промена. Ние ако се залагаме за демократија, мора таа промена да му ја донесеме на албанскиот народ тука во Република Македонија. Меѓутоа, со овој ветер во грб што го дава сега СДСМ на ДУИ, вашата проценка говори, што говори? Дека ќе ви бидат потешки сега односите во власта заради ова? Дека ова однесување на СДСМ значи дека сака ДУИ да ја зајакне на своите позиции? Еве, се виде дека во одредени општини каде што ние одевме гласачко место по гласачко место за да видиме каде македонците гласале за ДУИ или за друга партија. Значи, видовме каде точно се дава поддршката или не. Им дава ветер во грб на ДУИ. И ова што вие го велите сега, може би потешко ќе го реализирате со поддршка на СДСМ. СДСМ практично е напушти онаа политика што ја водеше на парламентарните избори, која што се обиде да земе гласови од албанците и тоа го направи. Сега освен на Рачиново, што мислам дека беше пазар со ДУИ, не сакаше нигде да им влезе на терен. Чаер го напушти, а можеше таму да има свој кандидат. Гостивар го напушти, Гостивар го напушти, Струга, чудно се случи тој пресврт и слично. Колку може ова што го велите вие да се реализира кога СДСМ како и понатаму да сака? Затоа реков јас дека е потребно да има коалиција помеѓу
Алијансата за албанците и Движењето Беса, то во тој случај тој ветар на грб што СДС го дава на ДУИ нема да помогне, а ист ветар на грб ДУИ добивал и од ВМРО ДПМН. Значи да не заборавам. И мислам дека Заев политички греши многу кај албанците со тоа што му помага на ДУИ. Можда е принуден заради бројките кои се, не знам, ДУИ имат, за жал, не можеше да се направи мнозинство без тие 10 пратеници кои ги имаше ДУИ, а иначе такви беа резултатите, што без ДУИ никаква коалиција не можеше да се направи. Можеше да направи коалиција само ДУИ со ВМРО, а во случајот да направи мнозинство СДС мораше да биде ДУИ внатре заедно со друга политичка опција која во случајот ние дадовме поддршка. И нема да помогне во случај да има коалиција помеѓу Беса и Алијансата за албанците, нема да помогне толку на ДУИ за пак да победи во албанското гласачко тело. А и во случај да помогне Заев, СДС или било која друга политичка партија не треба да се мешат и да помогнат кој би бил да дават помош за некоја политичка партија во албанското гласачко тело за да помогне. Бидејќи во тој случај и да победи. Во тој случај што е демократијата? Кој треба да одлучи за нивните представници? Дали тоа значи дека треба да одлучи Заев или треба да одлучи или Груевски или треба да одлучат гласачите? Ние не си даваме за право за да одлучиме ние кај македонското гласачко тело или и кај албанското за гласачко тело. Добро, може да се рече дека добише гласови албански благодарение на овој договор со ДУИ. А за тоа тие треба да одговорат. Зошто така? Сега, за време на кампања има сега и изјави кои можда и не се добро размислени. Ево си земам за повод изјавата на Заев во Гостивар, кога рече Невзат Бејда да биде градоначалник, тој да биде премиер, Таравари да се врати министр. Не одлучува Заев за тоа. За тоа ќе одлучуваат на 29 октомври гласачите и граѓаните во Гостивар. Тоа е суштината на демократијата, кога веќе зборуваме цело време за демократија. Што е полошо според вас, ако сте размислували или анализирале? Она што го направи СДСМ на парламентарните избори, зборувам за албанското гласачко тело. Да албанците, можеби сакајки да го казнат ДУИ, затоа што беше во коалиција со ВМРО гласа за СДСМ, или пак сега ова превртот и поддршката на ДУИ. Како вие оваа политика на СДСМ ја разбирате? Не е конзистентна, затоа што сега ја смени тактиката. Па толку може да кажам и јас, дека не е конзистентна. Значи, устени се свежи изјавите на Заев, кога беше процесот на прислушкување на бомбите, дека криминал и делење пари, украдени пари од страна на граѓаните од ВМРО делеле ВМРО и ДУИ заедно, нели? И сега, за тој пресврт на неговото политичко делување и действување и за тој пресврт на неговата политичка поддршка, мислам дека тој треба да одговара во дебата и тој сигурно го имат изгубено веќе поддршката што ја имал кај албанското гласачко. Да, мислите не би се повторило таков резултат како на парламентарните? Не верувам. Не верувам дека ќе се повтори. Има една работа што постојано ве следи сега од кога коалициравте со Беса, морам повторно на тоа се вратаме, тоа дека вие имавте сериозни обвинувања кон Беса дека има сомнителни пари за финансирање во нивните буџети. Тоа е тоа што велам ја истокот и западот да се спојат, дека тие пари се навистина од сомнителни извори. И втората работа е она што Беса се разликува многу од Алијанса, е тоа колку тие се поврзани повеќе со религијата, колку поинаку тоа го толкуваат, каков пристап имаат и слично, а особено пак ако тие пари се навистина. Имавте ли докази дека се тоа сомнителни пари и останувате ли на тој став дека тие се финансирани од некоја друга држава? Не. Јас немам докази за и никогаш не сум имал докази дека имаат сомнителни пари. Имав сомненија
кои беа кажани во политичка кампања од моја страна како политички противници против движењето БЕС. Ако има сомнителни пари, треба државата институциите на државата да се занимават со тоа. Без разлика што ние имаме коалиција сега и без разлика што јас рачувам и во иднина да имаме коалиција. Нели? Ако има, ако нема, и све е во ред, тогаш мислам дека нема никаков проблем. А не само со движењето БЕС, него треба да се занимават институциите на држава за сите сомнителни пари кои ги има во држава. Ке можете за ли сите партии. да испиете пиво со касами, а да не ви се налути? Зошто да не? Иако јас не сум некој многу голем любител. Тие ве обвинува и за пивото, затоа ве прашувам. Ама без разлика. Ова е една маргиналност, меѓутоа како анекдота само ме потсети тоа со. Зошто да не? Зошто да не? Така. Дали очекувате во вториот круг сега во недела инциденти за време на изборите? Првиот ден помина мирно. Би сакал да немат инциденти. Би сакал да не гледаме пак такви сценарија како што се случија во Струга, на пример, што беше извртен резултатот помеѓу ДУИ и СДС во Струга. Има договор. Не знам зошто, треба тие да појаснат зошто тоа го направија. И да не се осмела да направат таква работа, бидејќи сега илјадници се и поддржувачи наши од диаспората кои идат за во недела да гласат. И мислам дека такви сценарија не би биле добри и за Струга, и за државата, и за изборниот процес, и за реформите. Ги повикавте луѓето од диаспората да ви ја дадат поддршката и да дојдат на гласање? Тие сами се организирани. Јас само им се заблагодарив што идат за да ми ја дават поддршката. Илјадници ќе одат за да дават поддршка. И мислам дека мојата порака би била да луѓето излезат мирно, да гласат мирно, да не наседнуват на провокации. Институциите на државата треба да го сработат своето. Полицијата треба да биде на терен и веќе и после првиот циклус на избори изјави дека веќе ако сакаме да имаме фери демократски избори, не треба да се занимаваме само со тоа што се случува внатре во гласачкото место и 50 метри од гласачкото место. Каде прават притисоци или кој прави притисоци? Него треба да се фокусираме како држава и со тоа што се случува една вечер пред избори. Што се случува? Знаете, сите велите вие се случува. Што се случува една вечер пред избори? Како се купуваат гласови? Тоа не знам како ги купуваат, ама знам дека имат луѓе кои кружат цело време без таблички на колите, како да немат правна држава и немат ни полиција нигде, нели? И кои купуваат гласови. Полицијата треба да бидат во терен и таквите луѓе да ги неутрализира со тоа што треба да ги контролира и ако имат такви што одат и уценуваат и не знам, носат големи суми пари со себе, треба да ги затварат. Мислите ли дека може да се случи да подзамежи полицијата со оглед на коалицијата? Тоа и се случува, за жал. Добиваме информации дека продолжуваат заканите. Како што, на пример, знам со какви закани се соочуваше граѓанинот во Струга за време на изборите 2013. Инспектори од Управа за јавни приходи, од пазарна инспекција, од сите видови инспектори, притисоци, казни на граѓаните. Мислите се пресликало сега тоа? Специјални единици кои кружеа цело време по Струга. Памтам еден случај, едно сираче 4 часа го држаа со автомати над глава само заради тоа што имал телефон и сликал глас. Не знам. Тоа е све со цел да ги уплашат народот и така натаму. Сега, можда не во таа мера, ама такви информации веќе добивам во терен дека пак имат, се случуваат такви уцени на граѓаните, на бизнисмените и така натаму. Треба да прекине тоа. Така.
Господине Сила, ви благодарам што бевте дел од топ тема на ваша страна и што дојдовте на ова интервју. Жалам што господинот Мерко не беше тука во лице да си кажете многу работи и да бидете ова искористено за дебата, па се надевам дека денот на избори навистина ќе помине мирно, ќе подобриот и оној кој ќе ги има реално и честно добиено гласовите за еден градоначалник на Струја. Благодарам за поканата. Честно добив јас на првиот круг и честно ќе добивам и на вториот круг на избори. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам што бевте со топ тема на ваша страна. Останете со Телма во 21:30, Нокно студио со Боби Христов.